Dobro večer, Negotino. Dobro večer, Македонијо. Добра вечер, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за пратениците, за министрите, за советниците, за градоначалникот. Добра вечер за сите присутни. Така е. Пред 5 години од ова исто место дојдов да побарам доверба од вас да бидам председател на Република Македонија. Тогаш ви кажав дека сум ист како вас, дека доаѓам јас од овој крај. И знам колку е мачно да се работи на земја и да се успее во животот. Тогаш ви кажав дека ќе ме препознаете по 3 мои особини. Дека сум чесен, дека сум искрен и дека сум вреден. После 5 години доаѓам да ви кажам дека сум истиот како што бев пред 5 години. Пред 5 години дојдов и ви ја понудив мојата програма. Ви ја понудив програмата со која бара вашата доверба. Денес, после 5 години, можем да ви кажам дека целата програма е остварена. И дадов отчет во кој е содржано се она што е остварено од таа програма и повеќе од неа. Дојдов сега да ви кажам дека за овие 5 години остварив преку 450 средби со други државници, премиери, председатели, министри. Но дојдоа и многу државници да ја посетат Македонија во официјални и работни посети, преку 40. Сите тие се пријатели, поддржувачи на Македонија. Во текот на мојот мандат се среќав на вистина со многу државници, но не заборавив од каде потекнувам. Не заборавив да се среќавам со вас и на Свети Трипун да ги закроиме лозијата, и на сите оние празници кога се собираат нашите граѓани да ја негуваат и продолжуваат традицијата од своите предци. Мојот кабинет остана отворен за сите што сакаа да се сретнат со мене. Преку 5000 граѓани беа во мојот кабинет да ми ги кажат своите маки, да ми кажат она што тие го чувствуваат и мислат за Македонија. Сите беа пречекани кај мене во кабинет, разговарав со секој од нив и во рамките на моите надлежности помагав колку што можам на секого да му се излезе во пресред. Во овие 5 години покажавме како се работи тимски, заедно со владата на чело со премиерот Груевски, со министрите, заедно со пратениците, заедно со градоначалниците. Покажавме кога се работи тимски, кога се работи посветено за Македонија, резултатите се видливи. Успеавме да донесеме визна либерализација за македонските граѓани. Добивме 5 извештаи од Европската комисија и 5 препораки за почеток на преговорите за членство во Европската унија. Обезбедивме странски инвестиции. Отворивме нови пазари за македонските производи. Создававме нови можности за македонската економија. Ја внесовме Македонија во плановите за гасоводот Јужен тек. Гасификацијата во Република Македонија е капитален проект што веќе е во тек. Во Неготино ќе се вкрстат првата и втората делница на гасоводот. Клечовце, Штип, Неготино и Неготино
прилеп битова. Гасификацијата на Македонија ќе значи поевтина енергија, пониски цени на македонските производи, повеќе можности за развојот на македонската економија и производство. Гасификацијата ќе ги зголеми шансите за нови инвестиции и за нови работни места во Неготино. Подпредседателот Пешевски кажа за некои примери, но и заедно не успеавме да донесеме уште повеќе инвеститори токму поради цената на гасот. Но сега имаме образ повторно да им се обратиме и повторно да ги поканиме дека ќе има ефтин енергенс во Македонија. Тимската работа покажа дека знаеме да ги реализираме целите и да ги остваруваме проектите. Знаеме и што треба понатаму да се прави. Денес затоа сум тука пред вас со чист образ, да продолжам со истата посветеност, со истата честност и искреност да работиме заедно за Македонија. На Македонија се потребни одговорни лидери кои го исполнуваат дадениот збор. Затоа излегуваме пред вас со програми, но излегуваме и со отчети. Почитувани неготинчани, како председател ќе продолжам со напорите за интегрирање на Република Македонија во Европската Унија и во НАТО. На тој наш пат се соочуваме со блокада од нашиот јужен сосед веќе 2 децении. Не блокираат и барат од нас да се откажеме од сопствениот идентитет. Нема да прифатам промена на Уставот на Република Македонија и промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот, затоа што сите сме Македонија. Нема да дозволиме Република Македонија и македонските граѓани да се обезличени. Македонските граѓани секогаш сами одлучувале за своите клучни национални прашања. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за името на нашата татковина. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за иднината на Македонија. Ќе продолжиме со сите реформи и дома, но и ќе продолжиме со политиката на отвореност, диалог и соработка со надвор. Македонија ја приближуваме кон Европа, но истовремено Европа ја градиме во Македонија со конкретни проекти. Со секоја реформа, со секоја промена на севкупниот живот во Македонија, ја создаваме Европа во Македонија. Почитувани граѓани, еден од столбот на мојата програма е поддршка на институциите, општините, стопанството, кои создават нови работни места. Ќе продолжам да ги поддржувам иницијативите за вработување на младите и иницијативите за самовработување. Над 1000 лица од Неготино досега учествувале во активни мерки за вработување и подготовки за вработување. Каде и да одам, ќе продолжам да работам за привлекување на странски инвестиции во Македонија. И во услови на најголема светска криза, на европска економска криза, Македонија бележи економски успеси. Според најрелевантните глобални индекси, индексот Македонија е на високо 25-то место од 189 земји според условите за водење на бизнис. Македонија е 7-ма најповолна дестинација во светот за започнување бизнис. 3 години Македонија е најдобар реформатор во југоисточна Европа. Во овие години Македонија беше прогласена за 3 најдобар реформатор во светот и најдобар реформатор во југоисточна Европа. Тоа е резултат на реформска посветеност на сите институции, на државното единство во Македонија.
Како што кажа и подпредседателот Пешевски, евидентни се сите резултати од сиве овие заеднички потфати. Отворени се повеќе од 120.000 работни места во Македонија. До крајот на годината ќе се создадат услови за уште 10.000 нови работни места. Невработеноста во Македонија е на најниска стапка во последните 17 години. Напорно сите работиме да продолжи овој тренд. Граѓаните да можат да заработуваат пристојна плата тука во Македонија, во своите родни места. Создаваме нови можности младите да работат тука, да формираат семејства и да ја планираат својата, но и иднината на своите деца тука во Македонија. Досега во технолошко-индустријските развојни зони низ Македонија се вработени повеќе од 7.000, скоро 8.000 лица. Се очекува до крајот на 2014 тоа да бидат 13.000 лица само во зоните. Неготинци се вработени во дел од индустријските капацитети што се отвараат во овој регион. Германската фабрика Дрекстер Мајер, туниската компанија Coffee Cup и Alliance One во Словенија веќе е најавена конкретна странска инвестиција во Неготино. Точно е дека сме посветени на индустријата, но сме посветени и на земјоделието. Земјоделието останува еден од столбовите на мојата програма. Сакаме Македонија да биде напредна земјоделска земја. Досега се исплатени половина милиарда евра за субвенции во земјоделието. Инвестирањето ќе продолжи со нови субвенции. Неготино живее од лозјата, но тука треба да се развива уште повеќе винската индустрија и винскиот туризам. Затоа во Неготино се понудени на продажба градежни парцели во Курија, Црвени брегови и Неготино, токму за развивање на винскиот туризам и на винската индустрија. Кога одам во посета на други држави, постојано со мене носам македонски вина. Тоа го најавив уште во кампањата пред 5 години и тоа го правам сите овие 5 години. Многу вина од Македонија биле однесени кај државници во светските метрополи. И секој пат, кога доаѓале, барале повторно, особено Вранец, кој има вкус, кој има нов, неоткриен, кој е сета моќ на подневието од повардарието. Со 300 дена сонце, со многу пот, со многу мака, но затоа тоа е веќе врвно вино кој секаде осваја златни медали. И ја представува Македонија како земја која нуди не само наливно вино, туку квалитетни вина, кои ги среќавате по најугледните светски ресторани. Македонските производи се надалеку познати и се барани. Затоа ќе ги брендираме и ќе ги заштитиме нашите производи. Светот да свати дека произведуваме квалитетни плодови кои ги дава оваа земја. Еден од столбовите на мојата програма е и образованието. Со долгорочно инвестирање во образованието. Со тоа инвестирање Република Македонија ќе стане земја во која секоја година ќе се отварат нови работни места. Инвестирањето во инфраструктурата е инвестиција за економскиот раст и развој на Македонија. Инвестирајќи во инфраструктурата, ние инвестираме во поврзувањето на пазарите, луѓето и услугите. Ќе се обнови железничката пруга од Ногаевци до Неготино во должина од 30 километри. Со ова ќе се привлечат нови инвестиции, ќе се создаваат нови услови за работни места во Неготино. Сите овие се конкретни проекти, конкретни остварени цели. Почитувани граѓани, каде и да одев,
ја промовирав македонската економија, македонските можности. И во следниот мандат ќе продолжам тоа да го правам. За корис на сите граѓани на Република Македонија. Драги граѓани, знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија како дом во кој се гради благосостојбата за сите. Знаеме како тоа да го направиме. Знаеме со тимска работа како тоа да го постигнеме. Она што го кажуваме, стоиме на тоа. Ние сме луѓе од збор и затоа имаме чист образ секој пат да доаѓаме пред вас и да се соочуваме со сето она што заеднички го постигнуваме. Од неготино продолжуваме кон победата затоа што изборот е Македонија, затоа што државата ни е пред се, затоа што Македонија ни е пред се. Да живее Република Македонија!